човек и да оди само на сцена, пак од тоа може да произлезе некаква представа, односно доколку постои позадина, односно некаква идеја, не знам, светло, театарски контекст, а може и самиот тој акт на одење да е представа. Оваа представа, во принцип, е еден пресек, односно една комбинација на теорија и на практика. Односно, со представата го користиме одењето како најбазичното човечко движење и врз база на него правиме кореографски модулации. Така да на еден начин представата и критика за што тоа се нарекува кореографија, односно упатува критика кон процесот на создавање на кореографија кој бара некакви надчовечки тренинзи и движења, односно кои допренесуваат до спектакл. Мислам дека е интересен момент што Филип го искористува во продукцијата на ова дело. Зависни сме од електронските уреди, зависни сме од сите нешта што се случуваат социјални медиуми околу нас, така да дава една посебна нота на тоа кај се наоѓаме ние денеска и како телото во функција на тие некои вештачки интелигенции функционираат заедно или не функционираат заедно, ќе видиме. Во принцип се работи за танц театар, односно не е некој класичен театар, не е ни класична танцова изведба, така да се служиме и со физички театар, се служиме и со нарација, со ритмика, со танци и со глума и на еден начин еден мултидисциплинарен пристап кон процесот на создавање кореографија и кореографско дело. Се бавевме експериментиравме, тоест со типови на движења кои што може да ги предскажеме и да ги преведеме во движење, тоест одење, преку истражување на разни видови на типови на движења кои што понатаму ги склопивме и ги срочивме во една композиција која што создаде еден тип на кореографија.